Добро вечер. Следите Студио 2, реприза можете да гледате веднаш по вестите во 23 часот. Следува уште еден партиски викенд. Влеговме во предизборието, иако не се знаат роковите, односно терминот на одржување на евентуалните воредни парламентарни гласања. Во секој случај Студио 2 од сега ја отвара портата и својот видеокруг за ново формирани партии, за политички актери кои можеби го немаат освоено медиумскиот простор или им естествен, да не употребам терминологија на помалите партии, но на политичката сцена, како што реков, за време на викендот прв стартува Филип Петровски со формирањето на партијата на десницата, потоа веќе редовен конгрес на либерал-демократите со Јово Манасиевски и најверојатно ново формирана партија на Руфи Османи. Мој вечерашен гостин, како што видовте и во вестите, е доктор Филип Петровски, основачот или еден од основоположниците на новата партија на десницата. Зошто партија на десница? Демократска десница символизира самиот наслов две работи. Прво, позиционирањето во политичкиот спектар, значи на десно, говориме значи за вредности кои што стојат таму, а демократска затоа што мислам дека моравме да укажеме еднаш конечно после 20 години дека во Македонија не постојат демократски партии, што јас лично мислам дека доведе до искривување на партискиот живот, а понатака кадрите кои што на таков начин ги произведува партиите до уништување на државната администрација и, ако сакате, и на државата. Каква целна група на електорат ќе освојувате? Па она што е основа на замислата која што ја имаме е десницата, значи десниот спектар, меѓутоа не конзервативно, не демохристијански. Сакаме да се обратиме на граѓаните на Република Македонија, сакаме да се обратиме на средната класа или она пропадната средна класа во 20 години транзиција, да понудиме едно изворно практицирање на десничарски вредности во кои што животот на поединецот и неговите човекови права ќе ги ставиме на пиедестал и ќе се обидеме да му отвориме простор за неговото барање на среќата во општеството преку приватна иницијатива, преку вложување, инвестирање во себе, односно во свој бизнис, во својата околина и собирање на тоа микроинвестирање, односно таа една микроенергија ќе го покрене општеството нанапред. Мислам дека поединецот во Македонија е турнат настрана, зборуваме цело време за колективитети, зборуваме за колективна волја, не зборуваме за она што може човекот да го направи. Веќе зборуваме партија, една или друга голема и се останато се заборава. Факт е дека сте подолго време присутни на политичката сцена. Ние го знаеме младиот Филип Петровски, ратоборен уште со своите 16 години. Го знаеме како пратеник на ВМРО ДПМН. Да ја прашам, ја поминовте ли фазата, созреавте ли од онај амбиент на сите шиптари во гасни комори со Милошовски, што и беше главен слоган од студентските антиСДСМовски напади? Значи, да расчистиме една работа за 97 година. 97, да. Никој не рече од нас сите албанци во гасни комори. Уште еднаш ќе ја потсетам македонската јавност дека имавме сериозна инфилтрација од тајната служба, тајната полиција. Доказ за тоа е законот за отворање на политичките досиеа во 2000 година. Јас таму најдов документи кои што потврдија дека инфилтрацијата е направена за да се дискредитираат протестите. Со што едни легитимни студентски барања, кои што може да се прифатливи или неприфатливи во демократско општество, беа извртени и беше создаден еден набој кој што беше насочен против албанците. Тоа не ми беше намерата, и ако мислите да ме прашате дали нешто се променило, дали на тој начин сум созрел, позрел сум, да, 13-14 години. Се уште сметам дека тоа се најголемите протести кои што студентите некогаш во модерна Македонија ги организирале, покажаа сериозна сила и од тогаш се растурени, затоа што тајната полиција која што е воглавно под контрола на големите политички партии
прави се за студентите да не може да бидат легитимна сила, која што е, да речеме, радикална, енергична и анархична и се спротивстава. Од моето време на 68-те. Да. И дали созрев? Па, мислам дека созрев. Добро, ќе видиме на политичка сцена по гласовите. Демократска десница. Да. Ќе го освоите или ќе го напаѓате просторот на Никола Груевски не ВМРО ДПМН? Да. Ќе се ослободите од сојузништвото со Љубе Бошковски? Ќе имате ли респект кон Љупче Георгиевски, кој е основоположник на ВМРО ДПМН? Кај ќе успеете сите три целни групи да ги сближите или да ги нападнете? Па многу е просто. Мислам дека ако ги погледнете сите истражувања на јавното мислење, воглавном неопределени или не сакаат да кажат се од 55 до 60%. Тоа покажува едно огромно незадоволство. Јас лично мислам, како политичар и како десничар, дека најголемиот дел од тие гласови се десничарски. Тие гласови во овој момент, големиот процент се незадоволни од политиката на господинот Груевски и владеачката гарнитура. Тие не преминуваат на лево. Гледаме дека господинот Црвенковски и СДСМ држат едно ниво меѓу 9 и 11% и сметаме дека доколку не се нападне просторот на десницата, Македонија за долго време може да биде зацементирана во еден ваков безизлез. Од друга страна, ако ме прашувате за останатите играчи на десно, целиот респект кон сите. Она што подолго време го зборувам, можеби веќе 13 месеци, е дека овој изборен модел предвидува, односно бара, да биде прво разберен дека е комплексен и дека малите ги јаде. Што значи дека сам по себе бара укрупнување за да се постигне резултат. Оние што можеби би освоили и 20.000 гласови или 25.000 гласови во 6 изборни единици може да не се пласираат во парламентот, а нивните гласови да ги добијат големите партии. Со тоа се цементира, да речеме, блоковската поделеност на двете партии ДПМН и СДСМ и Македонија застанува во место. Филип, дали е тоа физичко спојување? Нели? Сите против или ВМРО, обединети, вие и така натаму либерал-демократите, или тоа сепак ќе понуди некоја платформа, некоја основа на коалицирање? Апсолутно. Не е физичко спојување, туку е идеолошко и десничарско спојување. Значи, јас мислам дека овие два блока кои ги имаме, СДСМ го држи левиот блок, на десно пледира ДПМН со 20 партии, меѓутоа не е на десно и тоа се као два таса на вагата, барат еден стабилизатор во средина, затоа што нема стабилизатор и кога ќе натежне еден од тасовите на вагата, имате апсолутно владење и никој не ве прашува дали демократско имате размислување ако немате 63 претенции во парламентот. Вие сте релативно млад, ќе се обидете веројатно ова абстененцијална средна класа, помлада, пограѓанска, да ја освоите. Меѓутоа, морам да признам дека ВМРО ДПМН донесе на својата сцена токму ваши или помлади врстници кои освојуваат одредено ткиво на електорат. Како вие ќе успеете да ги придобиете неопределените? Па еве ви реков, значи во овој момент нема понуда која што делува сериозна, да речеме, како едно поголемо здружување кое што може да ги привлече гласачите. Од друга страна, пак ќе потсетам на 60% незадоволни или дел од нив, од тие 60% половината која што не сака да се изјасни како би гласала. Јас пледирам на тие, да ги мотивираме тие луѓе да гласаат и секако доколку се направи оваа понуда од неколку партии во десницата, каде што пред се гледам на Демократска десница, на ВМРО Народна партија и да речеме на бранителите, пледирам дека тој блок би можел да привлече симпатии затоа што ќе покаже прво дека може да се надминат суетите и второ дека ние мора да работиме заедно за да постигнеме резултат кој што не е битен за Филип Петровски или за некое друго име. Туку е битно да се постигне баланс во политичкиот систем. Доколку ние не го стабилизираме политичкиот систем, Македонија е доведена во прашање. Мислите ли дека Никола Груевски вака мирно ќе ве препушти да му освоите простор на неопределени... Не. Не мислам. Ние се соочуваме со сериозни проблеми околу она што го водиме како процес за основање на партија, инфилтрација на нивни членови,
пуштање на разни шпекулации. Меѓутоа, знаете како, сигурни сме дека тие она што го имаат како зафатена територија, нема да не повикаат, ајде сега ние ќе си одиме, вие дојдете. Но тоа не е прашање кое што ние го поставуваме до нив. Ова прашање го поставуваме пред македонскиот граѓанин, кој што е исправен пред сериозна одлука да се стопира едно вакво владење кое што не дава резултат очигледно и кое што сериозно ја нарушува еднината на Македонија. Добро, едно од калкулантските или шпекулативните игри е Филип е свесно тргнат од Љубе Бошковски, кој го нагризува ВМРО ДПМН и практично представува слободен стрелец на ВМРО ДПМН да му го стесни просторот на Љубе Бошковски. Па да, тоа е калкулантско и така пледирам да остане калкулација, односно шпекулација. Не сакам да коментирам за господинот Бошковски, можам само да ви кажам една работа. Имам во утрински вестник напишано 180 колумни. Имам објавено книги, имам раскажано горе-долу целата идеолошка историја на ВМРО ДПМН во последните 10 години. Јас сум човек што гласаше против господинот Груевски на Конгресот во 2003 година. Јас сум човек кој што прв виде што ќе стане од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН од 90-тите што јас го знам и денеска има само една заедничка работа, а тоа е името на партијата, односно да речеме брендот, кој што се користи или злоупотребува кон членството за да се одржи една структура на власт. Јас немам намера, значи да бидам сериозен и се надевам дека ќе ме сватат сериозно сите што ја гледаат оваа емисија. Никаков понтонски мост на господинот Груевски да бидам. Јас имам намера да инсталирам политичка структура која што може да со своите решенија да понуди свежина во политичкиот простор, а на македонскиот граѓанин да му направи живеачката да ја гледа тука, а не да сака да емигрира или да помислува на самоубиство. Благодарам, тоа беше Филип Петровски, водачот на идната демократска десница во Македонија, кој во сабота одржува конгрес. Кај ќе се одржи конгресот? Основачкото собрание во Holiday Inn, сабота во 12 часот. Ете, ови се бесплатни минути од Студио 2. Можете да ги гледате, да го гледате овој репринт после вестите на првата програма во 23. Филип Петровски беше гостин во Студио 2. Благодарам уште еднаш.